Бразил за прв пат надмина 2000 смртни случаи поврзани со ковид во еден ден, бидејќи стапките на инфекции се зголемуваат. Земјата го има вториот најголем број на жртви во светот, веднаш позади САД. Експертите предупредуваат дека стапката на пренос е влошена од повеќе заразни варијанти. Во средата поранешниот лидер Луис Инасио Лула де Силва удри по, како што рече, глупавите одлуки на председателот Јаир. Господинот Болсонаро ја минимизираше заканата од вирусот. Претходно оваа недела тој им порача на луѓето да престанат да се жалат. Кинескиот законодавен дом ја одобри резолуцијата за ремонт на изборниот систем на Хонг Конг, неговиот последен потек за засилување на контролата над градот. Резолуцијата за патриоти што управуваат со Хонг Конг беше усвоена на Националниот народен конгрес. Тоа ќе намали демократската застапеност и ќе му овозможи на пропекингскиот панел да ветеринари и да избере кандидати. Според договорот со кој на територијата не и беа достапни слободи на континентална Кина, Хонг Конг исто така имаше свој мини устав и избран парламент. Најновиот кинески потек следи серија мерки што го заострија контролата на Пекинг врз Хонг Конг, вклучително и усвојување на закон за национална безбедност, како и акција против активисти и опозициски политичари. Поддршката за вакцинациите за ковид се очекува да биде на врвот на агендата на лидерскиот состанок на КВАД во петок. Тоа ќе биде прва средба на сите четворица лидери на КВАД откако САД, Јапонија, Австралија и Индија за прв пат ја формираа групата во 2007 година. Групата често се смета како противтежа на растечката наметливост на Кина во Азија. Сепак Белата куќа посочи дека традиционалните безбедносни проблеми може да застанат на последното место на состанокот. Очекуваме состанок на кој ќе разговараме за низ за кризи со кои што се соочуваме како глобална заедница, од ковид до климата и економската соработка, рече портпаролот на Белата куќа.